Изградбата на минор коритото на Крива река, чиј што камен темелник беше поставен на 18 февруари годинава, е во завршна фаза. Изградбата на коритото е во рамките на проектот Реките не познаваат граници, финансиран од ИПА програмата на Европската унија за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и соседна Република Бугарија. Проектот се имплементира од страна на општина Дупница од соседот на исток, како лидер партнер и општина Крива Паланка како партнер во проектот. Се одвива според планот и изградбата на минор коритото треба да се приврши до крајот на годинава. Како што информираше градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски, привршуваат активностите за доуредување на коритото во централното градско подрачје во должина од 500 метри и уредување на локацијата на влевањето на дурачка во Крива река. Се работи на уредување на мини водопадите со цел слободно движење на рибите во речното водено пространство. Па јас мислам, сите сограѓани може да видат дека проектот за минор коритото или за Кејскиот зид на коритото на Крива река веќе е во завршна фаза, се прават завршните работи. Јас сум горд на овој проект, искрено кажано, затоа што уште како дете сум сакал овој дел на градот и речното корито да се облагороди, да го добиеме вториот градски парк во самото речно корито. Полека се оформува, полека доаѓа до израз она што сакаме да го направиме. Сега доаѓаат, значи, завршните работи. Тоа е, мора да обезбедиме пристап на рибите, значи се прават тие премини за рибите и затоа што сите, поготово овие рибарите што се знаат дека со самите високи каскади се ствара една препрека рибите да може да се движат низ Крива река. Тоа ќе го направиме на овие неколку каскади каде што зафаќа самиот проект на речното корито. Воедно сакам да го направиме и она заезерување под големиот мост, баш онака да дојде како мало езеро кое го користиме и за водици за фрлање на крстот, а и онака ќе дојде како атрактивен дел на Крива Паланка. Но сепак сакам да направиме едно мало заезерување тука кое ќе биде исто така атрактивно, а потоа во самото заезерување планираме да направиме и уште некои водоскоци, некои такви работи да го разубавиме овој дел на градот. Мислам дека овој проект од прекограничната соработка со Република Бугарија, со Дупница што го имаме, ние во напредна фаза, дека е веќе во завршна фаза, зависно од временските услови, како ќе не послужат, доколку имаме услови како што имавме во текот на летниот период, да реката биде ностоп голема, да не може да се работи, сепак ќе дојде до одложување, но сметам дека до крајот на годината ќе дојде до финиширање на овој проект. Од средствата на проектот вреден безмалку 500.000 евра, половина се наменети за општина Крива Паланка за исполнување на целите и активностите на проектот. Изведувач на градежните работи е фирмата Цвет Компани од Скопје, додека стручен надзор е фирмата Геосм Доел од Скопје. Алексовски посочува дека добрите одгласи досега го мотивираат да продолжи се уредувањето на водотеците во општината. Ние имаме, значи, за 3 километри проект за правење, аплициравме со Косово, се уште немаме званична потврда дали сме го добили или не сме го добили. Во секој случај да не го добиеме, ние повторно ќе аплицираме на некој друг повик. Сметам дека се работи за квалитетен проект, за проект кој ни е потребен и за градот, кој на вистина доаѓа. Еве, сите може да видат дека е ова нешто убаво кое го правиме, дека без разлика на се гледа дека самиот овој дел на градот се разубавува со ова. Меѓу другото, целта на проектот е подобрување на квалитетот на животот и атрактивноста на прекограничниот регион преку спроведување мали инвестициски мерки. Ова ќе се постигне преку регулирање на негативното влијание од поплави, рехабилитација на заштитните ѕидови на реките и чистење на речните корита, со што се овозможува интеграција на реките во урбаните подрачја на општина Дупница и нашата општина Крива Паланка.